капацитет, волја и способност за организација на мирни, фер и демократски избори, каде граѓаните слободно ја изразија својата демократска волја, бирајќи председател и градоначалници. Овој чин силно ги отвара перспективите на Република Македонија за евроатлантските интеграции, за нашите аспирации за евроатлантски интеграции. Најголема заслуга за ова имаат граѓаните на Република Македонија. И сакам да им се заблагодарам на сите граѓани на Република Македонија, на македонците, на албанците, на турците, на ромите, на србите, на бошњаците, на власите и на другите етнички заедници во Македонија, за доприносот што го дадоа за овој чин. Дозволете исто така да се заблагодарам и на кандидатите кои што учествуваа во овие избори, и на политичките партии, вклучувајќи и опозицијата, и опозиционите партии, што допринесоа за одржување на мирни, слободни, фер и демократски избори во Република Македонија. Благодарност и до представниците на меѓународната заедница, кои што на соодветен начин помагаа овој процес да заврши позитивно, како и до медиумите кои што го дадоа својот допринос. Иако Државната изборна комисија се уште ги нема официјално соопштено резултатите, согласно досегашните резултати на МОСТ и оние со кои што ние разговараме, кандидатот за председател на Република Македонија Ѓорги Иванов води речиси дупло и според истите овие избори постигнате цензус во Република Македонија според МОСТ и според оние информации што доаѓаат на нацијата. Сепак ние ќе ги дочекаме и официјалните резултати од Државната изборна комисија. Пред и официјално да му ја честитаме победата на Ѓорги Иванов како нов председател на Република Македонија. Дозволете во оваа прилика на господинот Бранко Црвенковски и покрај многуте несогласувања да му се заблагодарам за досегашната сработа. Почитувани граѓани, Скопје доби нов градоначалник. Со убедлива поддршка на граѓаните на Скопје. Посет реалности е новиот градоначалник на градот Скопје. Честитам на посет реалности. Убеден дека тој и понатаму ќе остане, како и досега, ќе остане близок до граѓаните, борајќи се целосно да исполни неговата програма која што е вети за овие избори. Борајќи се одговорно и честно. ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија на овие избори во вториот круг победивме во 31 општина плюс Скопје. СДСМ кои што победија во 3 општини плюс 2 каде што има независен кандидат кои што тие го поддржа, еве и тие да ги вклучиме, нека бидат 5. ВМРО ДПМН денеска победи во центар.
ДПМН и коалицијата за подобра Македонија доби подршка за кандидатот за градоначалник во Кисела Вода, во Велес, во Гергелија, Неготина, Берова, Резен, Кадович, Македонска Каменица, Болканци, Делчев, Дечан, Демиркица, Дојран, Другово, Зрновце, Илинден, Јегуновце, Карпинци, Тончев, Крушево, Евогастан, Локов, Могила, Петровец, Розоман, Сопиште, Стара Нагомишјана, Чашка, Чешиново Облешево, Шудовица. За последно, во првиот круг, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија победија во Ајродом, Битово, Гатибал, Јосипет, Бутел, Штип, Брилев, Кошари, Кавадарци, Кишево, Бела Паланка, Виница, Свети Никола, Демиркапија, Кратово, Пекчево, Пробишти, Новаци, Центар Жупа, Градско, Ранковце, Василево, Осилово, Павандово. Купно, глава ДПМН и коалицијата за подобра Македонија доби подршка за предложените градоначалници во 55 општини плюс градот Скопје. Напоки СДСМ, чии што градоначалници добија подршка во 5 во овој круг, значи со се оние 2 независни и во претходното 4, купно 9 кандидати за градоначалници, 7 на СДСМ и 2 независни кои што ги подршат СДСМ. Значи, купниот резултат во општините 55 наспрема 9 ВМРО ДПМН и СДСМ. Плюс градот Скопје. Поштовани присутни, ВМРО ДПМН на овие локални избори ја доби најголемата подршка во историјата на локалните избори на Република Македонија. Дозволете да им се заблагодарам на сите оние кои што допринесоа за тоа, на сите граѓани и на сите оние кои што дадоа подршка. Сепак дозволете оваа прилика да ги честитам и на нашите против кандидати и од СДСМ и од другите опозициони партии за допринос кој го дадоа во организација на овие мирни, слободни, фер и демократски избори и за резултатите кои што ги остварија. Почитувани граѓани, оваа подршка на овие избори не ја чувствувам толку многу како победа, колку што ја чувствувам како уште поголема, огромна обврска. Обврска кон граѓаните на Република Македонија, кон сите граѓани, и кон македонците, и кон албанците, и кон турците, ромите, србите, бошњаците, власите, останатите.